Она што мене ми преостанува е да го најавам мојот гостин, бидејќи во наредните 20 на минути ќе разговараме со колегата Петар Арсовски, еден од да кажем, влијателните аналитичари на јавните истражувања на јавното мнение, бидејќи Слободен печат и утрински брифинг ексклузивно ги откупија правата од агенцијата Брима за они имаат постојани мониторинзи на јавното мнение во Македонија, најновиот туку што го направија, тоа истражување кое што го спроведува од 27 август до 9 септември. Ово кажувам бидејќи значајно затоа што во последните 2 дена отприлike се случи пожарот во Тетовската болница, па тие резултати веројатно не се сосема земени предвид во ставовите на граѓаните. Направено е на примерок од 1201 испитаник, door to door што велат, значи лице в лице со чукање на домашни врати е направено, тие се најсериозните истражувања во занаедот на анкетите и грешката е негде околу 2 до 3% плюс минус во податоците. Според податоците, Пеџа, кои ти имаше прилика да ги видиш, а си видел ова тие веројатно илјадито истражувања кои што го гледаш, има ли значајни разлики во трендовите од некои претходни истражувања во кои и ти си учествувал, си ги правил, си имал увид? Зашто нема драматични разлики? Ова истражување е дел од серијата Евробарометар на Брима, која го спроведува во рамки на нивната голема групација Галуп, една од најголемите и најстарите, најпознатите, најреноминираните светски агенции за истражување и како такво Брима го прави веќе последните 10 години. Во Македонија нема драматична разлика помеѓу тоа што покажуваат овие бројки од тоа што покажувале претходните. Можеби малку повеќе аморфно незадоволство на целиот свет врзано со стагнацијата од ковид кризата, па соодветно на тоа малку и намалена доверба во сите институции, меѓутоа во однос на политичката состојба една стагнација, една етаблирана ситуација, како и што се сеќаваш, ние сме зборувале за тоа пред можеби на средина на ковид кризата, дека без поголеми потреси и варијабли ситуацијата ќе остане фиксирана на сегашните позиции. Забележав еден податок, ќе одиме ние во другите теми во повеќе детали. Рейтинзите на нашите политичари се релативно, а и богами апсолутно ниски, вкупно земено. Меѓутоа, да речеме, кога сме кај ковид кризата, прво ковид кризата не е првиот проблем кој што го наведуваат граѓаните во како дел од проблеми со кои се соочуваат, втори или трете во тој комплекс е. И второ, кога ги гледав податоците за Филипче ме интересираше, иако и неговиот рейтинг компаративно земено е релативно низок, такви се сите, Заев води со 12%, зад него е прв Мицкоски, дури со 5 поени за останување, иако се тоа велам ниски рейтинзи. Меѓутоа, кај Филипче гледам во поделбата помеѓу поддршката и неподдршката, има еден капацитет значително повисок, тоа го гледам и кај Пендаровски, за обединување на населението кое е инаку многу поделено по партиска основа најчесто. Занимливо е тоа што сепак ковид темата успева да околу себе да заврти, може тоа еден грч во кој се наоѓа јавноста и со поголема внимателност и поддршка на институциите реагира. Кога збориме за рейтинзи на политичари, треба да имаш предвид дека во оваа методологија луѓето може да изберат само еден политичар. Значи прашањето е кој ви е најомилен. А политичари се разбира со 37% води ниту еден. Да. Точно е дека Заев задржува некаква критична предност пред Мицковски и точна е оваа констатација дека Пендаровски и Филипче задржуваат еден капацитет на обединување во партиската припадност по својата функција. Пендаровски и по своето политичко однесување во последниот период се обидува да наметне таква аура дека, односно се обидува да избега условно речено оценката на СДСМ и тоа е нормално. А Филипче исто така по својата професија како доктор кој ги тангира сите граѓани, исто така има таков капацитет на обединување. Тоа што е интересно е дека ковид кризата не му наштети многу на рейтингот, напротив му помогна. Што се однесува до прашањата кој е најважен проблем, 3 главни теми доминираат. Тоа е економија, владење на право и ковид. Со тоа што ковид е транзиторна тема која луѓето ја третираат како анпасан задолжителна во моментот, главниот фокус е на
економија, подобрување на животот, стандардот, плати и така натаму кога земеш цела една групација, и второто е владење на право, корупција, ситен криминал и така натаму. Бидејќи во истражувањето запрашаните имаат право да изберат две теми кои што најмногу се наметнуваат, кои ќе се видат резултатите, на вистина се наметнуваат овие економско-социјални теми. Невработеност, состојба со млади, примања, приходи, редовна исплата на плати, и тоа е далеку горе на рейтинг листите како избор на анкетираните. Некаде на средина доаѓаат проблемите од ова владење на право, па дури корупцијата е релативно пониска, а ова меѓуетнички односи опозиција, власт, од тоа ја што гледав, па тоа го нема ниво опашките на одговорите. Меѓуетничките теми кои за нас долго време беа главен фокус на политиката, сега се веќе заборавени од граѓаните, можеби да се навратам една дигресија. Луѓето го третираат ковид како акутен проблем. Меѓутоа последиците од ковид на економијата, она што го предвидувавме втората фаза, ковид кога ќе влеземе во фаза во која имаме повеќе вакцини од што имаме кандидати за вакцина, веќе ќе почнат луѓето да се фокусираат на економските последици од ковид, тоа се гледа на анкетите. Сакаш да кажеш ковид е интегриран всушност во одговорите за економијата? Делумно да. И она што зборевме, интеретнички теми, тие се веќе никаде на агендата, се абсолвирани, можеби затоа што двете најголеми македонски партии го скршија табуто и направија предизборни коалиции со албански партии, па видоа гласачите и на двете политички партии дека тоа не е нешто страшно, дека не се случи пропаст на светот веќе утре. Занимливо е дека, бидејќи ние сме дневно преплавени во меѓупартиски препукувања, опозицијата особено активно, тоа име работа, во рече сето тоа, меѓутоа кога ќе се види интересот на граѓаните, тоа е многу ниско во речиси во базата на нивните политички интереси, тие меѓупартиски односи и така натаму. Еве ги инаку одат доверба во институциите и така натаму, мислам дека слайдовите ќе се менуваат, ние не можеме да ги коментираме секоја посебно и така. Сакам да кажам, од една страна има една стварност која е оптоварена со социјално-економски проблеми, од друга страна има една меѓупартиска баражи, една харанга и така натаму, која што очигледно релативно малку внимание привлекува кај. Што е последицата ова врз партиите? Партиите влечат ли некакви искуства од овие анкети? Постои генерална недоверба во институциите. Македонија со медиумите, да речеме, со ретки случаи како медиумите, така е. Медиумите, полицијата, меѓународната заедница се едни од ретките исклучоци во кои покажуваат знаци на живот, Нешто повисоко. Покажуваат знаци на живот, што се однесува како се реперкуира сегашната ситуација на партиските соодноси. Предвидувањата беа од секогаш дека во моментот СДСМ ќе се стабилизира на едно мала, но непомирлива разлика пред ВМРО-ДПМН и дека ќе бидат потребни поголеми варијабли за тоа суштински да се промени. Значи СДСМ нешто сериозно да сгреши или ВМРО-ДПМН нешто сериозно да се реформира. Додека нешто од тоа не се случи, тие рейтинзи ќе останат етаблирани на тој начин, бидејќи овие мали дневно политички пинг-понг пораки за кои зборуваш немаат суштинско влијание на односно влијаат, но не можат да ја превртат, условно речено, политичката подршка. И сега, што е факт, оваа влада се соочи со повеќе од својата порција на лоша среќа во текот на своето владење, Катица Јанева на почеток, да не зборуваме за Рашковски, потоа кризата со ковид која веќе втора година ја закопа економијата во еден негативен тренд. Договорот од Преспа за кој Македонија ја плати цената, а фактурата не ја наплати се уште до крај. Проблемот прво со Франција и потоа овој проблем со Бугарија, па на крајот така сакаш и овие тековни ситуации како тетово. Значи, оваа влада има повеќе од своја порција лоша среќа, малер во своето владење, а сепак на секоја кривина граѓаните како да покажуваат со овие бројки дека колку и да се незадоволни од владата, од опозицијата се незадоволни уште повеќе. На секој од овие стимулуси дека однесувањето на опозицијата е полошо кон овие кризи одошто однесувањето на владата. И ние сме сега заглавени во една ситуација лошо и полошо, во која опозицијата има помала доверба од власта и тоа ќе остане закопано така додека не се случи некоја голема варијабла, некој голем стимулус кон гласачкото тело, кој може да оди и во полза на власта, например, ако се откочи проблемот со Бугарија, може да оди и во полза на опозицијата, ако тие драматично се реформираат
во брзо време. Таму драматично во брзо време, во политиката тешко осим кризи, тешко се случуваат. Тешко ќе биде, се согласувам. Претпоставам дека фокусот на јавноста сепак се локалните избори кои што ќе бидат за некоја недела. Според овие податоци што ги гледам, водството на СДСМ наспроти ВМРО ДПМН уште повеќе се капацитира заради коалицијскиот капацитет. Додуша и ВМРО направија коалиција со Алијансата на албанците и со Алтернатива, меѓутоа се чини дека ова со ДУИ според податоците ќе даде уште некој процентен поен предност. Како ти се чини, бидејќи во политиката локални избори се секогаш меѓу другото и работа можеби најмногу на математика. На парламентарните избори има и други варијабили, има и други фактори кои што влијаат на овдека, комбинациите математички по општини овие гласови баш се собираат како да кажам ситни пари у каса и тоа мислам дека и оваа анкета го покажува. Има некои опортунистичко логистички математики кои се прават за локални избори со локални коалиции. Генерално, добро е што имаме два предизборни блока. Мислам дека е тоа добро за демократијата, бидејќи гласачите на ВМРО ќе видат дека ете не пропадна светот, со тоа што ВМРО направи алијанса и со алијанса коалиција. Но има и предвид дека тие предизборни коалиции чинат гласови. Особено кога партиската доктрина, односно тој наратив, не се целосно компатибилни. Таа коалиција полесно функционира помеѓу ДУИ и СДСМ, кои имаат и идеолошка слична платформа, одошто кај ВМРО ДПМН и Алијанса, и мислам дека во таа комбинација поголема штета ќе има Алијанса. Сепак Алијанса, лидерот на Села, беше извлекуван спасуван од припадниците на сегашната негова коалиција од собранието крвав. Не знаејќи дали е при тој изјави дека не очекува извинување, така што претпоставам дека тоа ќе се рефлектира во тој. Така. И предизборната коалиција со ДУИ на СДСМ може да му донесе предност во неколку клучни општини каде што ќе имаат кандидати на советнички листи и за градоначалници, каде ВМРО ДПМН нема да има воопшто. Така што потенцијалните гласачи на ВМРО ДПМН во тие неколку општини каде СДСМ пледира и на албански гласови помеѓу други, нема да имаат за кого да гласаат. И окрупнувањето, знаеш, изборите за градоначалник се избори на мнозинство. За еден глас. Така што тие мнозински избори не се пропорционални избори и во вториот круг тоа може да донесе посериозна предност за СДСМ, особено за градоначалничките места, но треба да очекуваме дека таа бројка нема ни оддалеку да биде таква каква што беше 2017. На овие локални избори имаме еден феномен, а тоа е една релативно висока бројка на независни градоначалници и советници, социјални листи и така натаму кои ќе настапат, тоа до сега се го немале. За жал многу број на жени, општо земено. Во анкетата гледам дека формално се изјаснуваат негде околу 3,5%, ако не се лажам, од анкетираните дека би гласале за независен. Меѓутоа, ако ќе се види базенот на неопределени, не знаат дали ќе гласаат, се размислуваат и така натаму, тоа е негде околу 30 што е стандардно во Македонија, секојаш меѓу 30 и 40%, што е многу, тоа е третина од гласачкото тело, до денот на гласањето не знае што ќе прави и така натаму. Какви се шансите покрај оваа голема двоблоковска поделба помеѓу СДСМ, ВМРО и албанските партнери, какви се шансите на независните кандидати? Се додека независните кандидати не формираат некој од нив сериозна партиска инфраструктура, или додека не се окрупнат по некаква сериозна трета коалиција, нивната судбина најверојатно ќе биде судбина на политичко цунами, ќе се појават и ќе исчезнат на една транзитна варијанта. Некои ќе станат и советници, што е право. Во ред е тоа, меѓутоа има и предвид дека мнозинството во Советот по дефиниција го прави градоначалникот. Тој што ќе го добие градоначалничкото место, потоа половина од работата му е завршена за да обезбеди локална коалиција за мнозинство во Советот, бидејќи и тие советници не сакаат да бидат без работа, па да отидат на нови вонредни избори, повеќе сакаат да состават некакво мнозинство. Македонија можеби во таа смисла во смисла на политичка енергија се наоѓа како Словенија пред Миро Церар или како Хрватска пред Мост. Меѓутоа кај нас таа трета енергија се расцепкува на повеќе помали независни партии, од кои левица е најсериозна, меѓутоа пак на левица политичката доктрина е проблематична, да излеземе од НАТО и да ја признаеме Северна Кореја во официјалната програма. И тогаш е потешко да се акумулира, да се соедини околу таа трета опција некаква посериозна енергија. Овие независни листи ќе добијат советници, но тоа ќе бидат мали бројки, 1, 2, 3 и така натаму, и повторно ќе бидат осудени на коалиции од оној градоначалник кој ќе добие довербата
во тие општини, бидејќи таму мнозински модел, дури мала предност носи бенефит. Пича, да се вратиме на... Секогаш ми представува дилема, иако малку и прокоментиравме, во анкетата на прашањето генерално земено каде се движи земјата, во позитивна, во негативна насока и така натаму, испитаниците одговориле со 62% дека насоката ја оценуваат како погрешна и 31,5% дека насоката на движење е правилна. Како може 2:1 очигледно резултатот. Сега тоа е еден, која ќе каже човек, насоката на движење е еден комплот во кој што кој знае кој што се замислува, тука има се и се што одставува и така натаму. Но како може да е премиерот најпопуларниот политичар во државата, а насоката во која се движи земјата 2/3 оценуваат како погрешна? Бидејќи немаме за тоа податоци, морам да ти одговорам на нju. Мојот впечаток е дека граѓаните во прашањето каде се движи, во насоката во која се движи земјата, ги прават еден компост од сите проблеми кои ги навеле понатака. И велат, тука е и ситуацијата со ковид лошо се движи, тука е и ситуацијата со економијата, тука е и ситуацијата со владењето на правото. Тоа не значи генерално дека на граѓаните не им се допаѓа политичката насока во која се движи земјата, бидејќи пак на прашањата дали давате поддршка за зачленување на Македонија во НАТО и во ЕУ, тоа останува помеѓу 70 и 80%. Така што не мора одговорот на тоа прашање да значи дека политичката насока во која се движи државата не им се допаѓа, повеќе динамиката, ефикасноста на имплементација и амалгамот од овие проблеми за кои изборување. Тешко е да кажете дека Македонија се движи во правилна насока кога имате 30-40 умрени на ден од ковид. Затоа што ги гледам податоците потоа компаративно за тоа каква е ситуацијата во вашето домаќинство споредено со лани. И тука морам да кажам дека речиси половина велат дека ситуацијата не е променета. 12% велат дека е подобра и само 35,8%, што е помалку од 62% овие што велат дека оди во погрешна насока, дека е влошена. Тоа веројатно говори за оваа комплексност на тој, да кажем, на тоа прашање во која насока се движи. Не секогаш е личната состојба, него и некаква представа за општеството, претпоставувам. Не само тоа, и на прашањето како мислите дека ќе се живее во Македонија за 3 години нанапред, бројките се драматично подобри од што бројките сега. Тоа значи дека луѓето се уште имаат доверба во генералниот политички правец во кој се движи. Државата ги нервира што не стигаме таму доволно брзо. И тоа е еден амалгам потоа кој се реперкуира на аморфно едно амбивалентно незадоволство кој излегува секаде на анкетите кај институции и така натаму. Во анкетата јас се изненадив лично од поддршката на граѓаните за НАТО, тоа не ме изненадува, таа е навистина висока и таа е константно висока. Но и за ЕУ, да бидам искрен, не очекував дека над 70% од граѓаните во целата оваа ситуација ќе дадат поддршка за ЕУ, која ќе се види поддршката за Бугарија, таа е навистина во многу лош момент, да кажам, се наоѓа нашиот однос со Бугарија и така натаму. Дали си изненаден од ваквиот тренд кој што се одржува, особено кон Европската унија? Генерално на Евробарометар поддршката за ЕУ опаѓа како се доближуваш до ЕУ. Кога ќе почнеш да ги правиш неопходните реформи од искуствата претходни, кога ќе почне државата да ги прави неопходните реформи кои се понекогаш болни за влез во ЕУ, обично поддршката за ЕУ паѓа. Мислам дека одговорот лежи во твоето прашање, а тоа е дека високата поддршка на ЕУ е зрак за надеж, дека ние сепак ќе успееме да ја наплатиме фактурата од Преспа и дека Бугарија ќе го откочи процесот. Мислам дека таму се гледа. Еве ги столпчињата, значи кога ќе се искомбинира, до некаде имам до време и голема дореба, тоа е сепак негде околу 60 и нешто од 100, додекаде воопшто немам е помалку. Бугарија е, го гледате овој висок син, еден столб кој што има 65, речиси 66% од испитаниците, воопшто немам доверба, а меѓу другото за САД и Русија ги пласиравме податоците, се уште довербата би се рекол кога ќе се искомбинира ова и со американците и со НАТО и Европска унија до прозападно расположение. Се разбира дека кога би оделе во етничките состави на одговорите така натаму, ќе се види таа разлика, предпоставам дека и тоа може да го искоментираш. Албанците драматично повеќе прозападно ориентирани, македонците на пола, традиционално има еден романтизам кон Русија, но ова што е интересно со Бугарија, тоа е промена во последните неколку месеци. Например, на минатиот Евробарометар тоа не беше така.
Тоа е покажување дека колку е шизофрена во моментот политиката на Бугарија кон Македонија. Тие би сакале да бидат наши браќа, така по прокламација, а всушност нивната политика го прави токму спротивното. Тие наместо да се доближуваат до срцата и душите на македонските граѓани, само се оддалечуваат и на претходни анкети луѓето веќе масовно, над 40% ја идентификуваат Бугарија како најголем непријател на Македонија во моментот. Колку се овие столпчиња на негативност, како може да се оправаат, да кажем, за кој период, дури и да тргне работата кон позитивни решенија? Ќе остане тој ресентимент еден, ќе остане тој негативистички став подолго време или јавноста ќе се како да кажем приклони кон други ставови? Тоа многу зависи од наративот со кој ќе се откочи проблемот. Ако проблемот се откочи под притисок, а не по волја на Бугарија, овој сентимент ќе остане. Ако се откочи со заедничко учество, односно со компромис, тогаш ќе се случи она што се случува со Грција. Од најголем непријател падна на 1/3 негативниот одиум кон Грција веќе во рок од неколку месеци. Пеđa, да те прашам од твое искуство и воопшто од бидејќи јас кога читам, читаме веќе 30 години овој тип на анкети и така натаму, во последните 5, 6, 7, па можда и цела деценија наназад, ама особено, забележувам еден тренд на лажење на испитаниците. Значи, луѓето, свесно или несвесно, некои свесно лажат, некои несвесно лажат. Добро, за телефонските анкети е јасно, бидејќи поминавме низ драми со прислушкување телефони, кои ќе им свртите на луѓето на телефон, кој знае што кажуваат. Како ти се чинат, како да кажем, веројдостојноста на податоците? Дали можеме да веруваме не на оваа анкета, туку воопшто, бидејќи Брима е сепак една од најсериозните агенции за истражување јавно мислење, семпловите, значи примероците им се секаш проверени, безпрекорна им е методологијата, но колку самите луѓе лажат? Помалку сега од што во минатата деценија. Не знам дали тоа може да се атрибуира на некаков политички амбиент, меѓутоа во анкетите кои ги прават многу други фирми, има прашање за кого гласавте на минатите избори. Ние податоците кои за кого гласал на минатите избори ги знаеме. Да, тие се уточните на втора децимала. Да. Тој бајас на лажење веќе се намалува. Дали луѓето се чувствуваат послободни да го кажат своето мислење, неспорно дека амбиентот е демократичен во моментот, за разлика од минатата деценија, ние бевме минатата деценија малку сме затворени со недоверба со анкетите, бидејќи половина од анкетите во претходниот период немаше табела, директно се правеа во PowerPoint. Така што мислам дека има без испитаници воопшто. Така што мислам дека се малку затворени. Постојат агенции, Брима, особено Галуп, кој има многу тврда методологија секаде во свет за Евробарометар, се агенции на чиви бројки треба да се верува. И такви се уште неколку агенции во Македонија и тие прават се што можат за да ги направат анкетите поточни. Кога ќе заврши пописот, анкетите ќе бидат уште поточни. Во моментот анкетите се соочуваат и со методолошки проблем, кој е многу едноставен, иако можеби за пописот има политички реперкусии, меѓутоа има овде статистички реперкусии, а тоа е, они не знаат колку да стават албанци во премиеркот, колку други националности да стават во премиеркот, колку млади да стават во премиеркот. По целата демографска линија. По целата демографска линија едноставно не знаат. И тука има едно подесување, некои агенции го прават тоа подобро, некои полоше. Јас мислам дека вкупно веројдостојноста на анкетите ќе се подобри драматично штом ќе заврши пописот, бидејќи многу влечат од таа дистрибуција. Па се разбира, затоа и се прави тој попис конечно. Пеđa, зошто се рейтинзите на македонските политичари толку ниски? Традиционално, не само во оваа анкета. Кога разговараме за рейтинзи на странски политичари, на пример, катастрофално нискиот рейтинг на францускиот претседател 36%. Дури во соседна Бугарија, кај што политиката е слична и атмосферата е слична на една балкански менталитет на разбирање што е политика, кој е виновен и така натаму, па и таму се рейтинзите на 20, понекогаш и се ближат до 30%. Зошто кај нас е довербата во политичарите толку очајно ниска? Затоа што они комуницираат еден со друг наместо со граѓаните. Најголем дел од политичарите се заглавени во една комуникација, едниот му одговара на другиот, па вториот му одговара на првиот во еден негативен одиум во кој сметаат дека главна цел на неговата комуникација се можеби гласачите или поддршката на другиот политичар, а тоа не треба да биде така. Тие во основа треба да комуницираат со граѓаните. Малку треба да се фокусираат на повеќе на понуда, односно на проактивна
комуникација. Они се заглавени се уште во една негативна. Може би тука лежи основата, причината за предноста на Заев. Тој сепак се обидува да пренесе една порака и го гледаме, понекогаш репетитивен, се разбира. Тоа е исто така една пропагандистичка активност за успесите на Македонија, инвестиции и така натаму. Адресира повеќе прашања отколку опозицијата за она што граѓаните ги интересира. Може би тука е причината за. Не само тоа, Мицковски пропушти на повеќе клучни прашања да фати политичка позиција која би била добра за него. Например, на прашањето за Преспа кој го чинеше Заев рейтинг, Мицковски се постави уште полошо, со претпоставката дека тоа никогаш нема да се реши или кога ќе се реши, со најавата дека тој ќе го ревидира. Значи, ние цената ќе ја платиме, а ќарот нема да го видиме, бидејќи ќе го смените. И тоа е погрешно. Има една погрешна позиција по прашање на ковид. Мицковски лично да, но ВМРО ДПМН се уште не повика на носење маски, на вакцинирање и така натаму. Има една колку само да е контра владата по секоја цена, без разлика дали е глупав ставот или е паметен ставот. Тој антагонизам ги носи овие ретници, бидејќи пак тој антагонизам го носи и Заев во делум на негативна кампања како одговор кој не може да приушти да го прескокне заради сопствената гласачка база која бара авторитарност од неј. Добро, тоа ние ги објавивме инаку 15 на рейтинзи на политичарите што се претседатели на партии, да бидам искрен, таму е се разбира Пендаровски кој претседател на држава, иако рейтинзите кои ќе се видат на дури на дел од овие градоначалнички кандидати, на Брима ги испитува се уште и рейтинзите и на Глигоров и на Борис Трајковски, починати политичари за да просто се види Бранко Црвенковски, Ѓорѓи Иванов и така натаму. Тие не сме ги објавили бидејќи мислевме дека сепак ова важно. Како се движи, те прашувам и од анкетава и од други искуства кои ги имаш со други анкети, состојбата во Скопје, очигледно за локалните избори, главната битка ќе биде околу градоначалничкото место на Скопје, а и во општините скопски тие се сметаат за круна на изборите и така натаму, иако се разбира и другите градови, особено поголемите, се иско важни, но каква е според твојата проценка сега на неколку недели пред изборите состојбата во Скопје? Јас мислам дека скупно за градот Скопје поради предизборната коалиција со ДУИ и ова предност која се етаблира веќе период, му давам предност на СДСМ за градот Скопје. Центар и Карпош традиционално мислам дека ќе бидат про СДСМ. Мислам дека клучните борби или изненадувања треба да се очекуваат во Ѓоче Петров, Аеродром и Кисела вода, кои СДСМ прв пат после долг период ги освои на минатите локални избори. И сега ќе видиме таму како ќе се одвива работата. Газибаба традиционално има поддршка за ВМРО ДПМН, иако 2017 и таму СДСМ имаше свој кандидат и треба да видиме што ќе се случува со овие општини кои не се можеби во градот Скопје, но гравитираат кон него, Рачиново и така натаму и така. Петар Арсовски, благодарам како секојаш и субстанцијално интересно. Се гледаме ние уште неколку пати до изборите, оти не сме само ние кои ќе преме анкети, ќе се објават и други, претпоставувам, а и без анкети ќе си коментираме одредени ситуации. Благодарам уште еднаш, Петар.